Добар ден, драги ученици! Денес ќе работиме превентивни вежби за лордотично држење или корекција на веќе настанато лошо држење, па и вежби се одлучи за почетна работа со деформитетот лордоза. Лордоза, за разлика од кифозата, е деформитет што ја зафаќа долниот дел на грбот. Кифозата беше деформитет, или зборувавме и работевме вежби, што го зафаќа горниот дел на грбот, и искривувањето е кога дел од телото, значи, оди напред, рамениците и главата, а во лордозата имаме, значи, кога долниот дел од грбот, зафатени се разбира и стомакот, е кога имаме искривување да долниот дел од грб е длабнат, а испапчен делот од предната страна на трупот, односно стомакот. Може да се облечеме мајца, да покажеме. Значи, во овој случај може да нема искривување, како што кажавме, деформитетите може да бидат комбинирани, но и не мора да бидат. Значи, во овој случај стомакот доаѓа напред, уште повеќе испапченост. Овој дел, кој што гледате, е вдлабнат, тука овој дел на грб, има зголемен притисок во овие пршени од лумбалниот дел, така се нарекува лумбална кривина, торакална и лумбална кривина, а од предната страна поголемо отварање на самиот рабети на пршените, односно испакнување на самите стомачи. Може и да немате, да кажеме, масно ткиво на стомакот, но во секој случај испакнатост на стомакот дава изглед како да имате мало стомаче, односно како малку да се дебелки. Тоа може да се случи од неактивност, може да седнеш, Стефан, неактивност, многу пасивно седење, на компјутерско држење, еве, справено седење би било така, но во секој случај кога би седеле вака, спуштени, да не кажеме така, целосно опуштени, доаѓа до тоа да веќе не одржувате никаков баланс, значи никакво заекнување нема за самите мускули, што ќе ги држи, бидејќи сите мускули, може да стане, сите мускули на рабетниот столб, значи, се многу битни во смисол на одржување да кажем, исправена положба, односно антигравитацијски мускули, и бараат, значи, постојано, за да бидат правилно развиени, активни, не само вежби да се работат, туку и исправена положба. Значи, тоа е многу битно да се свати кога се работи за деформитетот, зашто џабе ако работите вежби само, да кажеме, без разлика и 30 минути секој ден нека биде, ако остатокот од денот, останатиот дел од денот го поминувате во неприлно држење, еве комбинација може да имаме лордоза со кифоза, значи со искривеност на рамениците. Ако останатите часови од денот ги поминувате така, со искривена положба, со неприлно држење, тогаш вие многу тешко ќе го поправите тоа или најверојатно ќе развиете деформитет. Па да започнеме со вежбање, значи со основни малку кружења, со раменици. Значи денеска ќе работиме вежби што се за долниот дел од грбот, и тие вежби ќе бидат наменети, значи за да ја испраат оваа кривина, значи вдлабнатиот дел од грб тука да се доведе до почетна права линија, а испакнатиот дел, значи од стомакот, да се повлече. Значи овие вежби се, да не кажеме поедноставено, но воглавно стомачни вежби, значи за заекнување на стомакот, бидејќи тие мускули не се испакнати, односно истегнати, ослабнати, а овој дел од долниот дел на грб е со зголемен тука, зголемен тензија и притисок, и треба да го олабаја. Значи во повеќето од вежби ќе има заекнување на предната страна тука од трупот, долниот дел на трупот, и ќе има истегнување за долните грбни мускули. Така, овде ќе имаме отварање, може да пробаме и поголемо отварање, така, во две насоки, значи неколку кружења напред, неколку назад, да го направиме ова виткање, гледате полека, пршен по пршен, и назад, така. Ротираме и со рацете, и со главата, со рамениците. Супер. Така, сега ќе ја довршиме таа ротација со тоа што ќе почнеме од озгора и ќе изротираме до најниско што можеме. Издишувајте длабоко, 2-3 пати кога ќе дојдеме во најдолната положба. Пуштиме телото, потоа ќе пуштаме рацете долу и се трудиме да се стегнеме уште повеќе. Така.
Па се фаќаме за прстите за стапалата, значи предно дело стапало. И полека се спуштаме. Ги исправаме нозете. Се спуштаме. И цело време, значи вака, со осовивање на колениците, ќе покажам и почва. Еве како изгледа тоа. Значи ќе се трудиме кога ќе осовиме коленици да додеме пониско. И пониско. И пониско. Така. Со издишување. Да го лапајме, како што кажавме, овој дел каде што има зголемена тензија. Добро. Сега ќе ми треба како реквизит на столче. Може да го подпрете цврсто, да не ви бега самото столче. Од оваа положба, значи, каде што над коленицата е под агол 90 степени спрема таванот, значи почнуваме под коленицата, нели без разлика, може да биде и повисоко ова подлога, би требало да биде околу хоризонтала. Се трудиме сега први едната нога, па другата нога да ја доближиме, без при тоа да направиме кревање на телото, значи без да го креаме телото или да притискаме со другата нога. Значи телото останало долу залепено, што повеќе, значи цврсто ја држиме крилицата притиснати, така, а се трудиме со длабоко издишување, така, да направиме словивање, што кажавме во овој дел, заекнување, ќе чувствувате замор на повеќето од овие вежби во стомачите мускули. Така, телото ќе сака да се крева, ќе сакате да притискате со таа нога, но ќе се трудите еве да останете долу, да ја работите вежбата правилно и многу е битно на овие вежби, кои што се користат посебно многу активно стомачите мускули, да издишувате на секое словивање, бидејќи се прави со само тоа компресија, гледате во трупот, се притиска диафрагмата, се намалува просторот во белите дробови и многу подобро да издишувате. Доколку работите обратно, овдека би пробале да вдишите, би го смалиле просторот за вдишување, а овдека во зголемување да издишувате, не би имало ни таков ефект. За стомачите мускули, за заекнување, се разбира дека и за дишењето ќе биде оттежното. Добро. Сега со наредната вежба, значи, од тука ќе пробаме со двете нозе, значи, активно, така, се трудите да ги задржите лактовите долу, со двете нозе, да доближиме и исто така да издишаме. Притисок правиме исто така со лактови. Одлично. На повеќето од вежбите, како што зборувавме со кифоза, ќе се трудите да имате барем 12-14 повторувања, се разбира пожелно дека во овој случај стомачите мускули се многу издржливи и знаат брзо да напреднат. Пожелно е значи да правите преку 20 повторувања или во прогресивно, да кажеме, оптеретување да бидете секој нареден час. Значи да зголемувате по 2 повторувања со секој вежбање. Така, а потешка варијанта од ова ќе ни биде значи тука, значи имаме две нозе, значи по една, друга. Така. И убаво. Издишување. Така, се трудите ова нога да биде исправена и максимално што повеќе се виена. Издишувате на секој повторување и се разбира меѓу вежбите, малку одмор, може да одмори Стефан, така. Со последна варијанта, уште една вежба на столче, ќе завршиме. Значи, запомнете, издишувате секојаш, кога се совивате надолу, на секој повторување. Немој да го стопирате движењето, да го задржувате здивото или да заборавите да дишете или обратно да дишете откако што е препорачано. Некои вежби може да помине овдека, овој тип на дишење мора да се применува. Сега одиме со последна варијанта, двете нозе се горе и со двете нозе ги совиваме тука. Така. Издишуваме, вдишуваме. Издишуваме, така, вдишуваме. Исправено. Така. Исправено. Тоа.
гледате долниот дел од грбот, тука, да остане и секогаш да биде залепен, значи цврсто за подлогата. Значи него се трудиме, долниот дел од грб да биде целосно залепен за подлогата, со притискање, со стегање на стомачните мускули, ние всушност да притиснеме на долниот дел од грбот и да вршиме цело време притискање на долниот дел на грбот на подлогата. Да се трудите целиот дел од ребетот да остане залепен долу за подлогата. Одлично, Стефан. А сега ќе одиме на следната варијанта, ќе покажам јас. Одвори малку, Стефан. Од тука, значи, еве полесна варијанта ќе ја покажеме. Тоа е со свивање само на колениците од оваа четвороношка положба, пак останува, значи, издишуваме напред. А потешка варијанта е од исправена положба за оние што се појаки, што може да ја работат, значи целта не е да направите така брзо, целта е да дојдете напред, да ја задржите така ногата или коленото, секунда-две, меѓу лактите. Ајде да пробаме први полесната пак. Ќе видите, ако ви одговара полесната варијанта, значи оваа втората потешка ви е многу тешка, значи ќе работите таа. Во меѓувреме по неколку часа, значи можете да зајакнете, па да пробате и да видите да работите во потешка варијанта. Ова е тоа што го зборуваме, значи овој дел да го испакнеме, значи тука се сувиваме за да го коригираме тоа, така да кажеме сега обратна кривина. Сега доаѓаме до бидејќи Стефан нема лордоза, да може многу добро да се совие во овој дел. Кога би имал некој лордоза, тука не би можел да направи толкова совивање, може би дошол најмногу до права линија. Така, може и потешката варијанта, 2-3 повторувања. Уште понапред со коленото, уште понапред со коленото, така. 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 Доволно така. Малку одмор. Она што исто така може да споменеме за лордоза, додека еве малку одмараме, да не биде Стефан да вежба тука цело време без пауза, дека за лордоза може да влие значи самата неактивност, недолно зајакнување на повеќе групи на мускули, да телото така биде опуштено. Втора работа е носење на високи подпетици, значи тоа не мора да биде во типичен смисол како што асоцирани или штикла кај женски, секако дека тие помагат, но секоја патика има повисока пета и самото тело ја менува статиката кога ќе се подигне вака, предедел на прст и пета, бидејќи е тешко да се остане тогаш максимално исправен, тогаш нормално е да се дојде до малку лордотично држење и исподчување на стомакот со повисока пета. Затоа е многу битно, или ова истегнување длаво пријатно, одење, бос и да нема многу висока, значи пета, постојано во сите обувки што ги носиме, вежбаме, шетаме, што се движиме, или барем дома, поголем дел од денот да поминеме боси, за да ја смениме статиката на телото на движење и на стоење. Од оваа положба да не бидеме туку вака. И нормално, како што кажавме, постојано носење на епта висока подпетица или штикла доста влијае на зголемување на лордотично држење, кое затоа е многу често кај женските, значи многу повеќе застапено. Кифозата е застапена, да кажеме, няма се повеќе кај машки, но денеска кај сите, додека лордозата многу повеќе кај женските. Додиме сега со нарена вежба, ќе ја покажам. Значи ова е полесна варијанта, еве може и 20 во исто време. Значи ја исправаме ногата и ја доближуваме еве другата нога. Како е потешка варијанта? Еве јас ќе ја правам потешката, таа е со без помагање на раце. Издишуваме, ја исправаме едната нога, а другата ја собиваме поблиску. Ако сака уште потешка варијанта, тогаш значи одиме со држење за лакти и уште повеќе да се свиеме.
вратиме тука. За една вежба за стомачните мускули. Целта тука е во темпото, да не брзаме, значи да се доближиме што поблиску. И од ова положба да се качиме, по можност и ова движење со држење со раце е супер. Може, ако сакате и држите вака, да не видите како се за задржиме и полека да се спуштаме. Со правилно дишење би изгледало вака. И полека се спуштаме. Така. Одлично. Значи целта е може да се качите побрзо или во секунда, задржувате една секунда и спуштање полека 2 секунди. Издишувате нагоре, дишувате надолу. Така. Одлично. Вежба, ќе чувствувате замор во стомачните мускули, како и на повеќето од овие вежби што ги работевме. Така. Аголо до 90 степени, малку ќе отежне и тука би било пожелно, уште од почеток да учите вака. Ја ќе се овиваме, долниот дел од грб притискаме подлогата, со издишување, уште повеќе го притискаме стомакот, тој да притиска на долните грбни мускули и еве во она исправање на самото дотично држење, како да не кажеме спореден ефект, се добиват зајакнати стомачни мускули, тоа е главниот ефект. Тука, значи добивате појаки стомачни мускули со вежбите од превентивно лошо држење против лордоза, да кажеме. Така, добро, малку одмор. Отлично. Убава положба за исправање на крвот, ако сте биле повеќе време неправилно поставени, е да се доближите што повеќе до столче или до зид и да ги поставите така. Значи може да се направи до зид, така би биле подпрени, да легнете, да ги опуштите рацете. Така. Отлично. И целиот грб да биде прав, така остане Стефа. Гледате сега целиот грб треба да биде исправен, во секој случај долниот дел, сега од предниот дел на трупот, значи е совиен, долните грбни се залепени и ќе видите имате убаво истегање одека на работата. Така, добро. Може да поминете и повеќе минути во тој контекст или снимање на видеото, ние не ги правиме многу долго тие вежби што се за истегање, да не трае многу долго, нели самиот час, но вие може да ги направите, посебно станува збор за деформитети кога се работи, значи целта е вежбите за истегнување да траат малку подолго. Значи да се работат поредовно и вежбите за заегнување и вежбите за истегнување и да се работи во поголем волумен. Добро. Добре, ќе направиме уште едно истегнување. Така, нова положба. Тука. Да се спуштаме долу да се дава. Се трудиме да седнеме, значи да го далечиме колкот од дланките што повеќе, значи се трудиме да седнеме што подалеку така, а дланките да ги задржиме така напред. Одлична вежба да го истегнеме. Целиот грб, целиот рвет. Така. Супер. И задржувате барем 25-30 секунди. Но, едноставно, може да си дозволите ова како завршна вежба, да ја повторите секој час, да прекрасна е за завршување, значи да останете подолго, минута и пол, 2. И уште една вежба ќе направиме за истегнување, со тоа ќе завршиме. Ова е вежба, така што ќе истегне малку задната страна над коленицата, значи задња ножа,
Само правиме совивање овдека, гледате во долниот дел на грбот. Така. Ке почувствувате јако истегање. Задржувате слободно подолго, значи 15-20 секунди и нормално ќе пробаме на другата нога. Гледате овој дел го совиваме во грбот. Ако сакате с голем интензитет, така, одлично поставено антилордотично држење. Така, с голем интензитет стапалото го влечете некај вас, односно прстите, предниот дел од стапалото го насочувате некај трупот и ги подигате малку рацете за да се спуштите повеќе. Значи, со влечење на стапалото некај вас и подигање на рацете, тука ќе го зголемите интензитетот на изтегање на таа компресирана страна од телото. Така. Одлично. Така. Значи, сето ова е, значи, кажавме за вежбите за истегнување малку скратено, ненаправено, може да го повторите уште еднаш секоја вежба истегнување и да ги направите со подолго време траење. Тоа е се за денеска, ученици. До гледање.